Денеска православната црква ги празнува трите ерарси, свештеномаченикот Иполит епископ римски и светиот маченик Теофил Нови. Три ерарси: светителите Васили Велики, Григори Богослов и Јован Златоуст имаат секој посебно свој ден на празнување во месец јануари, и тоа: Василий на 1 јануари, Григорий на 25 јануари и Златоуст на 27 јануари. Празникот Триерарси е востановен во 6 век за време на царот Алексиј Комнен. Еднаш од некаде настанале во народот расправа околу тоа кој од овие тројца е најголем. Едни го воздигнувале Василија заради неговата чистота и храброста, други го воздигнувале Григорија заради неговата недостижна длабочина и височина на умот во богословието, трети го воздигнувале Златоуст заради неговата чудна красноречивост и јаснотија во излагањето на верата, и така едни се нарекле Василијани, вторите Григоријани, а третите Јованити. Но според Божја промисла, овој спор бил решен во корист на црквата и на уште поголема слава на тројцата светители. Епископот Евхајцки Јован имал една визија во сон. Имено најнапред му се јавиле секој од овие тројца светители поединачно во голема слава и неискажливо велелепие, а потоа сите тројца заедно. Тогаш му рекле: ние сме едно во Бога како што гледаш, и ништо нема во нас противречно, ниту помеѓу нас има прв и втор. Уште светителите го посоветувале епископот Јован да им напише една заедничка служба и да им се одреди еден заеднички ден како празник. По повод на тоа чудно видение, спорот бил решен на тој начин што се одредило 30 јануари, како заеднички празник на сите овие тројца ерарси. Овој празник грчкиот народ го смета не само за црковен, туку и за свој најголем национален и училишен празник.
Свештеномаченикот Иполит Епископ Римски пострадал за верата во времето на Клаудиј. Кога во Рим девицата Христија била немилосердно мачена за Христа, тогаш зад неа застанал пред мачителите и светиот Иполит и ги изобличил мачителите. Заради тој протест и тој бил даден на суд, суден и осуден на смрт по долготрајните измачувања. Му ги врзале рацете и нозете и го потопиле во морето. Со него и со Христија пострадале уште 20 маченици. Светиот Иполит пострадал во 269 година. Светиот маченик Теофил Нови, како војвода на царот Константин и Ирина, бил заробен од агаријаните и 4 години бил држан во затвор. Кога ги одбил сите муслимански напади за да ја напушти христијанската вера, бил исечен со меч во 784 и се преселил кон Господа. Достойно est Јаково истину, блажити Тја Богородицу, присно блаженују и пренепорочнују и Матер Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога слова рошую, суштую Богородицу, Тја